Добар ден, почитувани! Време е за новото издание на Црвена линија, во кое што очекувам и денес повторно да бидете главни, односно со завртувањето на нашиот добро познат телефон 0230766777, да се вклучите со ваш став и мислење во нашата денешна дискусија, а темата е следна. Формиран е клуб на македонско-бугарско пријателство. Ветото создаде секако негативна енергија, но создаде и негативна историја. Дали верувате во пријателство со Бугарија? Тоа оно што ве прашува Црвена линија и секако очекуваме веќе и на самиот старт нормално да се јавите и да кажете ваши размислувања. Секако денес е и голем ден со оглед на тоа што се одбележуваат 119 години од смртта на нашиот великан и револуционер Гоце Делчев. А вчера и денес, секако два дена се чествува и одбележуваат секако 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Како и да е, ќе потсетам дека денес сум сама, но се разбира мојот драг колега Тео, има своји обврски, се разбира студентите, ова е времето кога полагаат испити и нивната важна сесија. А она што е важно, еве да не се чудите зошто сум сама, еве затоа и го спомнав Тео, во продолжение само ќе напоменам дека и денес имаме анкета за сите вас, на кое што треба да одговорите. Дали бугарите во Македонија се обесправени? Се разбира, одговарате со да и не, резултатите ќе ги кажеме и соопштиме на крајот на ова издание на Црвена линија. Подсетувам, телефонот е веќе активен 0230766777. Зборуваме за тоа дека е формиран клуб вчера македонско-бугарско пријателство и дали верувате во пријателство со Бугарија. Добар ден за првиот гледач во ова денешно издание. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Па еве да ве слушам, кое ќе биде вашето мислење? Верувате ли во пријателство со Бугарија? Како го коментирате новосоздадениот македонско-бугарски пријателски клуб? Луѓето се биле пријатели од едната и од другата страна и ќе се останат пријатели. Меѓутоа политичарите треба да ги елиминираат и едните и другите кои што ги мешаат работите и прават зло и на едниот и на другиот народ. Толку од мене. Добро, благодарам што бевте кратки, концизни, јасни. Секако ќе напоменам дека секој јавувач, односно гледач, има 90 секунди. Го објавуваме тајмерот, мерете си го времето на излагање и секако јавете се на 0230766777. А во продолжение, секако, голема чест и задоволство ми е во оваа денешна тема на Црвена линија да го вклучам и нашиот денешен гостин, професор доктор Тодор Чепреканов, кој што меѓу другото е професор по историја и секако поранешен председател на Институтот за национална историја во Скопје. Благодарам што ја прифативте поканата од Црвена линија. Во моментот се наоѓате и на симпозиум. Два дена се чествува 150 години од раѓање на Гоце Делчев, а денес одбележуваме и 119 години од неговата смрт. Па еве, како изминува денот, малку да ни откриете, бидејќи сте на лице место на настанот. Благодарам на поканата и учеството во вашата емисија. Да, овие два дена се организира научен собир од страна на Институтот за национална историја 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. 40 научни работници овие два дена дискутираат за тоа што значи Гоце Делчев за Македонија и македонскиот народ. Рефератите кои што беа поднесени на научниот собир беа реферати од историја, јазик, култура и сите врз база на архивска документација и историска литература го откриваат сето она што го правел Гоце Делчев во текот на својот живот, од сите аспекти на неговата активност. Во продолжение сакам да слушам како историчарите, конкретно како вие го коментирате отварањето на новиот клуб на македонско-бугарско пријателство, кое што за цел, како што наведуваат, е да гради мостови на пријателство меѓу двете земји.
Видите, сигурно дека секој еден клуб или било што ќе биде насочено кон градење на пријателство и соработка меѓу два народи е за поздравување. Затоа мислам дека и овој клуб во основа треба да се подржи, меѓутоа има едно ако. Затоа што не треба да се смета дека и јас не сакам да имам пријателство со Бугарија или соработка со бугарските колеги кои што и ги имаме врз база на оно што се вели наука. Меѓутоа, соработката треба да се базира и пријателството врз база на меѓусебно респектирање и почитување на различностите. Значи да се почитуваме со сите оние различности кои што ги имаме, а не тоа да биде условено пријателство или соработка. Имајќи го предвид бугарската членови на клубот кои што се не ги познавам добро, меѓутоа го следам Дечев, кој што е еден од полибералните бугарски историчари, мислам дека и антрополог кој што го признава оноа што се македонците. На македонската страна, членовите што се наоѓаат, мислам дека малку некои членови кои што се обидува да бидат олеснувачи, политички олеснувачи на спорот, а завршија неуспешно, сега се јавуваат како членови на граѓанска иницијатива. Не знам овде која е улогата на овие двајца политичари кои што дали сега преку видео дека политички не можат да делуваат на политиката, па сега да се обидиме преку граѓанско здружение да видиме што можеме да направиме во однос на зближување на Македонија и Бугарија. Меѓутоа, тоа да биде врз база на меѓусебно почитување на различностите и реципроцитет. Не да биде пријателство врз база на уценување од едната на другата страна. Само така може да се постигне успех од страна на овој клуб кој што и малку е сомнително затоа што овој клуб се појавува по формирањето на клубот кој што беше формиран во Битола. И сега како пандан на тој клуб се јавува овој клуб кој што нема име. Оној беше Ванчо Михајлов, овој клуб нема име, само е клуб за пријателство. Ајме ќе ви напоменам дека последна вест на пресконференција во владата дека Македонски културен центар во Благоевград се планира да биде отворен до крајот на годината, а неговото име ќе биде определено во комуникација со Институтот за национална историја. Еве, тоа е последно. Видете, тој чин што беше кажано од страна на премиерот на Македонија е за поздравување. Јас ќе бидам пресреќен ако успее тоа да се реализира, ако бугарската страна дозволи и нашите македонци во Пиринска Македонија да имаат свој клуб зад кој што ќе стои пред се македонската држава. Затоа што македонската држава е таа и е одговорна да се грижи за малцинството, македонското малцинство во Пиринска Македонија. Ќе ми представува посебно задоволство, а мислам и на големиот дел македонци ќе им представува задоволство, а посебно на оние во Пиринска Македонија, ако тоа биде на државно ниво, се отвори клуб кој што ќе биде во Благоевград. Благодарам многу, се разбира што одвоивте од времето и се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Ви посакувам многу успех на денешниот симпозиум и секако до некоја наредна средба во Црвена линија. Голем поздрав. Благодарам и поздрав. А сега, драги мои, наред сте вие. Она за што говориме, како што изборувавме со нашиот денешен гостин, ве прашуваме и вас. Дали е возможно пријателство меѓу Македонија и Бугарија и како го коментирате ново формираниот пријателски клуб помеѓу овие две земји? Добар ден! Добар ден, Црвена линија! Дали се слушаме? Еве трета среќа. Добар ден! Се по повод дали верувате во пријателство со Бугарија? Така. И како го коментирате ново формираниот македонско-бугарски пријателски клуб?
И аз мислам дека во пријателство со Бугарија може да се верува, но не сум сигурна дали може да се верува во пријателство со Македонија. Зошто? Значи, Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте само преку слушалка за да не доцни тонот и да се слушаме подобро. добро, Зошто сметате така? тоа е моje мислење. Дали лично нешто сум приметила, сум осетила на мене, не е важно, тоа е моje мислење. Мислам дека со Така. бугарите може да се има големо пријателство. А тоа е точно за македонците кои се декларират како бугари, оти имат проблеми во Македонија. Добро, еве ќе искористам да ве прашам и вас за нашата анкета, дали сметате дека бугарите во Македонија се обесправени? Да. Ви благодарам ако е тоа се, имате уште 17 секунди. Да, можем да кажам, мило ми е што е отворен клубот во Битола. И во Битола ви е мило, добро, а за овој ново формираниот исто така. Да. Добро. Се сложат. Благодарам, го цениме вашето мислење, продолжете да ја следите Црвена линија, преминуваме на новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Јас само ќе напоменам за секој некој што ќе се вклучи, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка со мене и секако подобро ќе се слушнеме. И еве нова шанса за добар ден, Црвена линија. Е поставено за меѓусебното договор помеѓу Бугарија и Македонија. Не слушате? Да, продолжете, ве слушаме. Овој клуб што се на некој начин назначи од страна на Македонија и Бугарија за пријателски разбирање помеѓу нив, тоа е секогаш за нас е добродојдено пријателството, али на некој начин јас не се сложам со професорот дека тие двајца функционери дека не знаеле што и каде да се снајдат во тој клуб на пријателство. Јас се надевам дека Македонија со секој ќе гради пријателство во овој однос како за нас, така и за нив, да нема само на некој начин уцена према нашите граѓани кои живеат во Бугарија и граѓаните во Република Македонија од бугарско потекло. Сега тие на некој начин прават се само да се на некој начин тоа пријателство стекне и на некој начин да продолжиме со тие комшиски односи за да немаме блокади. Затоа што тие блокади сега што не ги направи Бугарија се многу тешки да се дигнат. Видовте денески Радев зборува некои си своји идеи идеолошки неостварливи дека бугарите може да влезат во уставот. Тоа не мора ништо да се случи ако нашите македонци не влезат во уставот на Бугарија. Ви благодарам многу. Благодарам и вам што се вклучивте и во ова денешно издание на Црвена линија. Време е за новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Вие сте во Црвена линија. Знаете, словенците викаат за кај па не, србите викаат а што не би могло. Така и јас ке речам, а зашто да не? Меѓутоа, знаете што, ние треба прво да научиме една работа, тоа дека сето дека имате ретроградни сили и кај едните и кај другите, пријателство 100% нема да може. Зошто? Затоа што ретроградни сили си го гледаат својот личен интерес. И гледаат што повеќе да ви продаваат памет и да ви го купат мозокот, отколку на дело да ви покажат дека се грижат или тоа што го зборат им е, да не кажам, обсесија. Еве земете поставката на лидерот на опозицијата. Партијата која се колне во Гоце Делчев и антибугарски ставови, денеска го нема да на одбележување на годишнината од смртта на Гоце Делчев. Тоа што треба да значи? Тоа треба да значи дека дој господин Си се поигрува со совеста и со мозокот на овие граѓани. Од една страна им продава политика и памет, патриотизам, а од друга страна демонстрира, ма тоа не е за мене важно. И па понатака сами нека вадат луѓето заклучок што треба понатака да се прави и дали треба слепо да се верува на нашите политичари, на тие ретроградни сили. Дали вие лично верувате во пријателство помеѓу Македонија и Бугарија? Молам? Дали лично верувате во пријателство? Да, зашто да не? Пазете, ја не ги мразам сите бугари. Сега ако тропа глупости Каракачанов и овој
председателов ние, па ја не ми се криви некои други обичните граѓани од Бугарија затоа што вие има глупи лидери кои се заробени во... Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Подсетуваме, внимавајте на тајмерот 90 секунди. А да не должам јас многу, преминуваме веднаш на новиот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Така, вие црвена линија. Да, ви благодарам за можноста. Секако повелете. Значи сега со оваа постапка македонските власти покажуваат уште еднаш дека ја подценуваат интелигенцијата на македонскиот народ, затоа што со овој гест всушност сакаат да ги покријат сите оние работи што се случува во Битола и ова е срамно и мизерно од нивна страна. Се фатиле за името на клубот во Битола, што е со статутот, што е со програмата на тој клуб кој што го ја негира македонската држава и македонскиот народ. Имам само едно прашање до сите функционери. Знаат ли тие на што се заколнаа кога стапија на функција, на председателот, на премиерот и на другите? Да не ги набројувам министри и слично. На што се заколнаа и има ли во оваа држава некоја институција која ќе го следи тоа и ќе ги потсети на што се заколнале? Тие треба си дадат сите оставка, затоа што нити го штитат државниот интегритет на државата, нити пак суверенитетот на државата и на македонскиот народ. Иначе да, пријателство меѓу народите има, како што и приватни пријателства имаме со нашите браќа, ќе ги речам бугари, затоа што ние со нив лично убаво се разбираме. Меѓутоа, овој хаос што се случува и тоа од највисоките органи на Бугарија, па и од највисоките наши, замислите, не се бугарите, немаат вина никаква, јас имам ревот кон оние. Благодарам, цениме тоа што се вклучивте во издание на Црвена линија. Морам да подсетам уште еднаш, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Преминуваме на нов гледач. Добар ден и за вас. Добар ден. Одлично ве слушам, па еве, кој е вашиот став? Јас мислам дека односите треба да се базираат само на база на реципроцитет. Се друго би било повреда за едната или за другата страна. Тоа, мислам, добро го знаат дипломатите од едната и од другата држава, а ние како граѓани сакаме да имаме добри односи. Тоа на никого нема да му штети. Пријатно. Тоа би било се. Да, има некои од гледачите кои што се кратки, ама и концизни. Благодарам што се јавивте. Одиме тогаш на друг гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Повелете. Има ли пријателство, можно ли е помеѓу Македонија и Бугарија и како го коментирате новоформираниот пријателски клуб помеѓу двете земји? Добро, вака на почетокот бих сакал да кажам, чиме е формиран клубот на македонско-бугарското пријателство, многу е важно кој го формира, значи кој е иницијатор. Тоа е прво прашање. А ветото што е создаде негативна енергија, е една од големите причини за да се формира тој клуб, дефинитивно. А дали верувам во пријателството Бугарија? Верувам и ќе верувам. Меѓутоа, обичниот бугарски народ, обичниот македонски народ нема проблем за таков клуб, најчестно кажано, затоа што си комуницираат, нема проблем. Значи, проблемот е во тој што е иницијаторот кој што го формира. Затоа што дојде прели чашата и затоа е формиран. И сега нормално кога ние малине дечиња, знаеш, ќе ти купиме чоколада, па сега па ќе се смирите да нема скар, како да, вака карикирано се каже, извинете на овој пример. Така да не сме толку далеку едни од други, многу сме близко. Проблемот е во тој. Внимавајте на времето 90 секунди. Благодарам секако и вам. Да не должам повторно, ке повторам, одем на нов гледач. Добар ден од Црвена линија.
И додека чекаме да слушаме ново вклучување, само ќе напоменам дека во овој клуб се приклучиле 100 професори, интелектуалци, новинари и граѓански активисти, и тоа од двете земји. Наместо говор на омраза, всушност се бара шанса за поинаква и пријателска, добрососедска атмосфера. Добар ден! Добар ден од Црвена линија. Добар ден, намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушнеме. Јас се слушам, намалете го тонот. Да, добар ден. Во програма сум? Да, секако. Повелете. Добро. Така се, мислам, верувам у пријателство. Така? Јас верувам у добрососедство, пријателство. Така? Дека ќе имаме померување и ќе идеме напред. Радев малце претеруване, малце поиќе. Ели има и други, не е само Радев, што треба да преговара и да се договара. А за Обитола, за клубот на бугарите, ја мислам дека власта воопште не е ни виновна, тие не ни беа таму. Се знае кој е таму најголемите организатори од Бугарија во Мароше. Така, а овој новиот клуб, зборуваме конкретно за новиот клуб. И овие си ги поддржуваат, им аплодира, што треба друго. И што ова гледачкава да кажат, кој да каже? Па таму немаше некој од... А зборуваме за вчера формираниот нов сами клуб. си дојда, сами си отидоа. Ја мислам дека ќе постигнеме договор и ќе идеме напред. Морам да идеме, затоа што ние сме најблиску со нив. Сметате ли дека бугарите во Македонија се обесправени? Тоа е нашето анкетно денешно прашање. Да, ја мислам да, верувам дека ќе постигнеме. А дали се обесправени бугарите во Македонија? Не се. Одговоривте на анкетното прашање. Не се восправени. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Напомена, намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Значи, може да има, може и да нема. Меѓутоа, зависи од, народот си е народ, овако функциите на луѓето си се башка, така да меѓу народот може да има, али по функционерите тешко, затоа што века има невидени работи што се прават. Така да не знам како народот ќе го поднесе тоа. А иначе лично као народот, например, еве јас имам таму, останато после ратот имам чичко, братучеди први и све. Останати погранични места, како се... Како коментираат они на овие... Ма како комуницираат, порано ко доаѓа они кај нас, што да ви кажам со пратња. Тами никој пат не може да дојдат. Сега така да, сега веќе останати се нивните деца, така да, пак ќе речам, народ ко народ може да биде, меѓутоа политиката, партииве, тоа е катастрофа нешто, меѓутоа и ние не можеме, и нас не боли, кога нешто ти прават, ставаат ембарго, тука веќе не може да има некое пријателство, кога тија, како да кажам, државата тија поценува едноставно со државата и народот. Ембаргото што го ставаат и што не ти даваат идеш понатака, мислам дека тоа е најголемиот проблем со нив. Не можеш да бидеш, колку да сакаш да бидеш пријател со обичниот народ, кога нешто ти... Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Внимавајте на тајмерот. Веднаш преминуваме на нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, добри луѓе. Секој добро, повелете. На телефон Миле Керес од Делчево. Голем поздрав. Ова баш интересна тема е, вика, формирање клуб на македонско-бугарско пријателство. Клуб. Ветото создаде негативна енергија. Да. Дали верувате во пријателство? Да. Јас тука во Делчево имам многу пати одено во Благоевград, имам роднини во Симитли. На мајка ми татко биле тројца браќа и една сестра. Еден брат останал во Бугарија, а двајца останале во Македонија и сестри останале. Значи, не е многу далеку да се изгубиме. Ние комуницираме сега со новите технологии, што е
Facebook, тоа оно. Меѓутоа сакам да речем дека зошто да не? Тие има македонски дух, тие посебно овој крај долу, што е за нив како ти му да јужниот, нели? И имаат нашо воспитање, а додека политиканците, оти тие не се политичари, тоа се политиканци кои само сакаат да направат некоја гужва, сакаат да бидат американци со балкански стил, демек леле, мале. Благодарам и голем поздрав до сите оние кои што не следат во Делчево. Црвена линија продолжува со вклучување на нов гледач. Добар ден! И разни комуникации, како би можело да се унапреди пријателството меѓу Бугарија и Македонија. Тоа е основно што треба ние да го негуваме и младите генерации. Значи не треба да се прави таа омраза. Мислим, што не е пристойно на еден културен, високо образован и европски народ. Так. Пожелувам успех во соработката со Бугарија и да се скине тоа вето, да можеме ние равноправно да пристапиме во Европската Унија, како сите напредни народи во Европа. Пријатно и се наубаво на сите. Пријатно. Пријатно, благодарам што ја искористивте својата можност да бидете дел од Црвена линија. Хајде да слушаме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? И на 023076677, еве последен мој обид да речам добар ден, Црвена линија. Се слушаме, да, повелете. Поздрав до цел телевизија. Поздрав и до вас. Ако може малку погласно секако да ве слушнем. Ајме толку може. Супер. Ало? Да, ве слушаме. Поздрав до телевизијата и до мисията. Поздрав и до вас. Ово пријателство со бугарите не е можно. Приведејќи ово се едно говори во Македонија, а друго се подпишува и друго се договара. Црвена линија има на седница и изгласава да не се приговара за историја, за јазик, за ништо. Тоа го подгазија. Нема црвена линија. И ово исто договори, мислам, што се прави за историјата, е штетно и опасно. Хитно да се прекинат договорите, а ово исто што го наметнуваат Ванчо Михајлов е крвникот и соработникот на бугарите против македонската нација. И со целото семејство бега во Италија. Значи, ови клубови, ево тек што се отварат, тоа се прикрива, се за добрососедство. Добрососедство се вика економија, не за нација. Дај да бидеме ние нација, кој се они, какво племе се они, татарско племе. И 25 милиона геноцид вршиле во македонската нација, не ги платија. Дали признаат македонците во Бугарија? Колку македонци има таму наши? Фала многу, се разбира да не заборавам 90 секунди, повторувам, внимавајте на тајмерот. Ајде да слушаме дали е возможно пријателство помеѓу Бугарија и Македонија и како следниот гледач го коментира новиот пријателски клуб помеѓу овие две земји. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот да не се слушам јас. Добар ден. Ето така. Фала. Јас мислам дека новиот клуб за македонско-бугарско пријателство треба да вроди со плод. Така. Еднаш треба да ни стане јасно и на бугарите и на нас дека само со компромиси и со одење напред можеме да стигнеме таму кај што ни е целта. Каде гледате компромис? Еве во што треба да се постигне според вас за да се решат работите? Па компромис треба да се постигне таму кај што е закочена работа, да се најде решение. Не треба компромис да се дава таму кај што нема проблеми. Проблемите да се решат, да не биде никој оштетен, тоа се вика компромис и затоа јас велам компромис. Меѓутоа со бугарите некако тешко оди и покрај тоа што 2017 година во договорот пишува дека тие ќе ни помогнат на нас да влез во Европската унија. Од сето тоа ништо.
Сега притисок се врши од цел свет, меѓутоа како што може да видиме и да знаеме, да чуеме дека работата оди многу тешко. Јас би сакал сега за ова председателство на Франција, кое истекува до крајот на 6-ти месец, да се најде некое решение и да се најдем, да почнеме, конечно да почнеме преговори со Европската Унија. Не знам што ќе се случи. Пријателство со Бугарија е многу тешко. Тие се некој тип посебен народ и видите дека све што е добро, све е нивно, све што е направено лошо, не е направено од нивна страна. Се вадат, а тие биле, знаеме сите кои... Благодарам, цениме што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Само ќе напоменам дека и бугарските учесници на овој нов формиран пријателски клуб се за враќање на основите од договорот подпишан во 2017 година, како и против воведеното вето. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Ало. Во Црвена линија сте, повелете. Ало. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден, секој добро. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Така? Продолжете. Сакам да кажем околу пријателство со Бугарија. Може да кажем, после долго време гравитира во Бугарија, со бугарите не може да бидеш пријател. Има една изрека. Кога видиш бугарин на слика, треба да му удариш шамар. Без зборови на насилство, само ве молам. Тие се многу нација лоша, не разбират од пријателство никако. А што се однесува до примерот Заев и Ковачевски, без имиња внимавајте на говорот. Продолжете. Не го познават они бугарскиот народ, нивните карактеристики, нивниот однос према македонството и така натаму. Сега, не. Затоа и Бучко, и Любчо Ѓорѓиев. А без спомнување имиња и секако ве молам без употреба на зборови кои што асоцираат говор на омраза, насилство и навредливи зборови секако не. Ке се вклучи Црвената линија, знаете. Добар ден. Здраво. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Ајде да кажеме нешто за клубот. Имаше и една клуб на мртви писатели, така да тука некаде е муабетот. Така имаше едно дело, мислам се, ја не сум крив што го направили, тоа шири говор на насилство и омраза, клуб на мртви на писатели. Најсто, мислам, сакав нешто друго да кажам, а многу го сечете човекот, па човекот ако не каже како ќе ги опиши луѓето, мислам, мора да се спомниме, љутили се не љутеле. Име мора да се спомне да се каже кој што прави оваа држава. Ке земеме во предвид, за сега вакви се правилата. Добро и? Какви правила, тоа би се наметнати правила од американци, но дека ви продаваат многу памет. Тоа се се амерички демагоги, ништо повеќе. Они највише непријателство шират, они ке не кажуваат за непријателство. Вие верувате ли во пријателство со Бугарија? Можно ли е да се надминат разликите? Настаното случајно не ли беше говор на непријателство? Така? Таа кулата што се направи случајно, што е тоа? Провокација не беше? Треба позитивно да се изразиме за тоа. Нема, молите, не сечете. Да кажам нешто за ова. Значи, ветото создало негативна енергија, па ќе создаде како нема да создаде. Наместо да те дружи, он сака да ти биде душмана, ти вика брат си ми ти мене. Кој бе брат, какви брат? Па се знае што се браќа, седнува заедно на маса, јадат, пијат, ајде поздрав едно. Поздрав, благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. А сега, драги мои, време малку да земеме здив со реклами, па се враќаме на Црвена линија.
И повторно сме со црвена линија. Тука во овој дел секако ќе напоменам дека сумиравме резултати на нашето анкетно прашање дали бугарите во Македонија се обесправени. 20% одговорија со не, а 70% со да. И кога сме на темата за која што говоревме околу новоформираниот клуб меѓу Бугарија и Македонија како пријателски кој што треба да ги премости разликите, на telma.com.mk Нова вест Бугарија го искористи Гоце Делчев за повторно да ја негираат Македонија. Но она што секако ви препорачувам за да ја прочитате целата вест и се она што ве интересира, telma.com.mk. А сега ве оставам на програмата на Телма телевизија до нашето следно видување утре повторно во 16 часот и 15 минути. До видување.